Доколку никој нема на збор, го заклучува претресот и предложениот дневен ред поставува на гласање. Кој е за? Вака е започна седницата на Советот на Струмица претседателката Ана Гошева, на која средношколците од Никола Карев расправаа за спортот, културата, програмата за нивното училиште, но и одлука за намалување на бројот на ученици по паралелки. Средношколците беа поделени на жолти и бели, првите со мнозинство, вторите како опозиција во Советот. Седницата со сите нишани, а улогата на градоначалник ја имаше Филип Бетински. Стекнав знаење за што е улогата на градоначалникот во општина Струмица, како е текот на Советот во општина Струмица. На седницата белите како опозиција реплицираа, бара објаснување, позицијата ги бранеа своите предлог одлуки. Одлуките поминаа, а функцијата претседател на Советот привлечна за малата Гошева. Од мене не беше ни малку тешко, беше целата ситуација многу интересна и мислам дека сето тоа ни овозможи и многу добар углед на нашето училиште. Многу е примамливо. Јас сакав да бидам претседател, бидејќи ми звучи многу примамливо. Изненаден од работата на Советот на Струмица беше вистинскиот претседател кој во улога на посетител ја следеше расправата. За разлика од професионално избраните советници, средношколците покажале далеку поголема конструктивност. Да, јас сум изненадан од добрата соработка која ќе има координација. Ова се вика успешно координирана седница. Мислам дека некои брзо ќе се најдат на клупите како член на Советот на општина Струмица. Симулацијата на работата на Советот на Струмица беше дел од проектот Општина померка на децата на Центарот на заедницата, со цел да ги иницираат младите во креирањето на локалните политики. Целта на овој настан е младите да се вклучат и да се доближат до Советот, односно до општинските органи и да се вклучат во процесот на креирање на локалните политики. Овие активности се последователни активности и на концептот на општина померка на детето, кој го работи исто така Центарот на заедницата во соработка со општина Струмица, а финансиски поддржан од Фондација Отворено општество Македонија. Вакви симулации ќе има и со останатите средни училишта во Струмица, со цел младите директно да ги почувствуваат улогите на народни избраници и директно да учествуваат во креирањето на општинските политики.